Центарот за јавно здравје Битола и оваа година се приклучува во акцијата на Светската здравствена организација за подигање на свеста и борбата против пушењето. Оваа година мотото е "Тутунот ни се заканува на сите, речете не на тутунот". Како да ја постигнеме оваа цел? Како да се помогне во одлуката да не се посегнува по тутун, односно да се посака и да се одлучи за ослободување од тутунот? Препораката е превенција преку сеопфатната и мултисекторска соработка, препорачуваат докторите и појаснуваат дека се почеста е појавата на млади пушачи кои земаат цигара в раце од разни причини. Ова советувалиште постои од јуни 2014 година, значи функционира советувалиште за откажување на пушење во Центарот за јавно здравје, а е со цел за намалување на бројот на пушачите. Тие покушаваат да запалат или запалат цигара, да не бидат случајно исмејани, ете во смисла некој ќе те искара или не можеш ти самиот да одлучиш. Во таа смисла повеќе другите се вклучени, а инаку поединечно сам некој да почне да пуши е многу поретко, а и многу е важна и фамилијата, средината, семејството е еден од најбитните најосновна клетка на општествениот живот, каде што се стекнуваат сите навики, па и навиката за пушењето. Обично велиме, ако некој од родителите, таткото, мајката, братот, сестра или некој повозрасен пуши, и обично и децата од интерес од тоа да видам што ќе ми стане со пушењето на цигара, што ќе доживеам, што ќе почувствувам, и тие почнуваат да пушат. Со примарната превенција, поточно разговори, советување и убедување за избалансирана исхрана, поголема физичка активност, позитивно размислување, хармонизација на меѓучовечките односи, контрола на стресот, рамнотежа, работа, одмор, рекреација, се постигнуваат резултати, да се каже, не на овој порок. Иако кај пушачите откажувањето потешко се практикува врзано за некои митови, како што се "ако се здебелам". Познавачите одговараат, здебелување ќе се случи ако преминете на друг порок, грицки, сладки и слично, во спротивно, само нема да внесувате отрови во организмот. Тутунот содржи 4000 компоненти кои се опасни: алкалоиди, органски киселини, алкохоли, алдехиди и кетони, естрати, амини и слично. Најопасен е кога е во гасна фаза за време на согорување и содржи неколку отровни гасови, меѓу кои јаглерод моноксид кој формира јагленохемоглобин во крвта и ја намалува способноста на крвта да пренесува кислород во организмот на пушачот. Она што радува во последно време е што бројката на нови пушачи кај тинејџерите е намален.